И по еден месец од објавувањето на нашата сторија за катастрофалните услови во кои што се наоѓаат тоалетите на основното училиште Лирија во селото Житоше во општина Долнени, ситуацијата тука е буквално иста. Наликува како некоја сцена од хорор филм. Среде пандемија, кога скоро секој ден имаме по околу 200 ново заразени од COVID-19, ниту општината, ниту државата не се потуриле тука да стават ниту една шајка. До чишњавците повторно не е спроведена вода. Имаме испукани цевки на сите страни од кои што постојано тече вода. Таванот во секој момент може да падне врз децата кои што го користат овој тоалет, а нема ниту соодветно место каде што тие може да се мијат раце. Тука сега се поставува прашањето како и покрај ваквите услови на тоалетите кои што се на 20 метри од главната зграда. Ова училиште воопшто и добило дозвола од државата денеска да започне настава со физичко присуство на учениците до трето одделение. На првиот училишен ден учениците денеска само кратко беа присутни во училиштето. Иако на вратата има поставено средства за дезинфекција на раце и повеќе постери со едукативна содржина, не успеавме да добиеме одговор како воопшто ќе се одвива наставата, затоа што директорот практично и не избрка од канцеларија кога побаравме одговор. Став за катастрофалната состојба во училиштето побаравме и во општина Долнени, но и оттаму не добивме одговор. И повторно, поради само нив познати причини, ниту еден родител не сакаше да даде изјава, иако тука има околу 70 деца од прво до трето одделение. Свој коментар за состојбите даде само еден повратник од Швајцарија. Не треба тука деца да се доближат до школата. Навошто на ова време за пандемијата, значи во никаков случај. Па сега овие така одлучиле, нека одговарат сами за ова. Што доколку се случи нешто, кој би одговарал? Како секој пат никој не одговара во Македонија, што сака да биде, никој не одговара. Останатите деца од 4 до 9 одделение во Житоше денеска требаше да имаат онлайн настава, но и тоа било проблем, затоа што голем дел од нив не можеле да купат компјутери, ниту пак дел од родителите да седат дома со учениците и да учат. Проблемот, пошто има луѓе овдека по 3-4 деца, на едно дете ако му набави или лептоп или таблет или iPhone, за другите 3 или 4 нема, значи нема за тоа. Сега некој има, можам да речам, од 30 до 40%, ама 60% нема никакви услови и финанси нема за тоа да го прави. Ова корона завладала и од чега да му купиш компјутер, да му купиш, не можеш, селјак. И да му купиш, стационо сад да се ти треба да иде на посол. Треба да ради тутун, да нешто ради селјачко и да учи, кој ќе да го учи куќи? Никој. Оно неće, дете неće само да учи. Дали ова училиште ќе продолжи со работа во вакви услови или конечно после повеќе години ќе се уредат тоалетите и државата ќе оддели средства, за сега останува непознато.